Joanna Hay, девојката што посегна по сонцето. Кога Джоана беше мало девојче, таа обожаваше да гледа кон небото. Лежеше на тревата, ги наблюдуваше облаците како полека поминуваат и љубопитно се прашуваше. Како сонцето прави се да биде толку топло и светло? И што го прави времето да се менува? Повеќето деца можеби само би кренале раменици и би потрчале да си играат. Но не и Джоана. Таа сакаше одговори. Вистински одговори. Како што растеше, Джоана одлучи дека сака да студира физика, науката за тоа како функционира светот. Кога влезе на својот прв универзитетски час, погледна околу себе и забележа нешто. Речиси сите во просторијата беа мажи. Неколку студенти изјапаа во неа. Еден прошепоти: "Сигурна ли си дека си на вистинскиот час?" Джоана се насмевна и рече: "Секако дека сум." Физиката не беше лесна. Имаше долги формули, сложени експерименти и многу доцни ноки. Но Джоана не се откажа. Таа остана љубопитна и продолжи да поставува прашања за сонцето и атмосферата на земјата. Години подоцна, Джоана стана професорка на Imperial College во Лондон, еден од најпознатите универзитети во светот. Сега таа беше таа што предава. Нејзините студенти се собраа околу неа додека таа објаснуваше. Сонцето не е само голема огнена топка. Тоа всушност влијае врз времето и климата тука на земјата. Очите на студентите се расширија. На вистина? Сонцето може да го направи тоа? Джоана кимна. Се е поврзано. Колку повеќе го разбираме тоа, толку подобро можеме да се грижиме за нашата планета. Откритијата на Джоана им помогнаа на научниците ширум светот да научат повеќе за климатските промени. Но таа не застана само на истражувањето. Таа стана и лидер, кодиректорка на голем институт што се занимава со проучување на климата. Тоа значеше дека повеќе не беше само во лабораторија. Седеше на состаноци со други научници, председатели и луѓе од владата. Понекогаш мораше да носи големи одлуки. Еден ден, една млада научничка нервозно ја праша: "Професорке Хей, дали една девојка на вистина може да биде лидер во науката?" Джоана се насмевна и рече: "Секако дека може. Само треба да веруваш дека твоите идеи се важни и напорно да работиш за да го докажеш тоа." Таа стана позната не само како брилијантна научничка, туку и како грижлива менторка и глас за нашата планета. Таа го користеше своето знаење за да ги натера луѓето да слушаат за опасностите од климатските промени и важноста на заштитата на земјата. Иако не беше секогаш лесно, Джоана никогаш не дозволи сомнежот да ја запре. Кога луѓето велеа: "Тоа е работа за мажи", таа им покажа, преку својата работа, дека науката и лидерството им припаѓаат на сите. Затоа, следниот пат кога ќе погледнеш кон сонцето, сети се на Джоана Хей. Помисли на девојката која некогаш лежеше на тревата, прашувајќи се како функционира сето тоа, и која порасна за да му го објасни на светот. И запомни, ако си љубопитен, храбар и подготвен да учиш, можеш да блескаш исто толку силно како неа.